Ветото никогаш не беше кренато, преговорите никогаш не беа почнати. Бугарскиот председател ги скрши розовите очила што не ги наметнуваат македонските власти. Румен Радев е дециден дека македонските евроинтеграции ќе останат блокирани, додека не сме покажале политичка волја да ја сузбиеме, како што вели дискриминацијата кон бугарите во земјава. Тој бара Европската Унија да врши мониторинг во земјава за тоа дали се почитуваат правата на бугарите. На вонредниот состанок на Европскиот совет ќе го отворил прашањето за, како што рече, зголемената агресија и антибугарската кампања која се водела во Македонија. В момента мога да кажа, че ние сме в состояние на вето. Именно това решение, което успяхме с много усилия да прокараме в преговорната рамка до последния момент, преговорите да започнат само и единствено след като българите се впишат в Конституцията на нашата съседка. Те до момента не са вписани, преговори не са започнати. Македонскиот премиер одби да ги коментира изјавите на бугарскиот председател, бидејќи Бугарија била во предизборна кампања. И додека Бугарија се жали пред меѓународниот фактор дека бугарите наводно се дискриминирани, им се врши тортура, се жртви на агресија. Советот на Европа пресече: нема системска дискриминација врз малцинствата. Пред да биде усвоена резолуцијата за Македонија, која се однесува на правата на малцинствата, на Комитетот на министри на Советот на Европа, Бугарија инсистирала да бидат вметнати и нивните амандмани, дека во Македонија има дискриминација, но тоа не поминало. Земјата останува посветена на почитување и заштита на човековите права, вклучително и малцинските, независно за која етничка заедница станува збор, и отворена за соработка и диалог со релевантните механизми за човекови права. Минатата недела бугарскиот парламент со огромно мнозинство усвои декларација во која го осуди наводното насилство врз македонските бугари. Од шефот на дипломатијата Бујар Османи стигна осуда дека ваквите декларации одат само во прилог на провокаторите и тие кои не сакаат да се подобрат односите на релација Скопје-Софија.